8 години во функција на Кумановци, 8 години посветени на јавниот интерес, 8 години ваша телевизија плюс. И покрај тешката економска состојба и сите претходни кризи со кои се соочивме, останавме верни на задачата пред извикот. Се бориме за да останеме на нозе, но нудиме брзи, навремени, објективни, но пред се точни информации. Со мал тим од новинари, сниматели и техничари, сепак се обидуваме да ги проследиме најважните случувања во градот, настаните, промоциите. Прашуваме и ги третираме локалните проблеми и не само во централното подрачје, туку и на селбите, руралните средини. Освен што информираме, со содржините се обидуваме и да едуцираме и забавуваме. На овој ден пред точно 8 години го емитувавме првото издание на Дневникот на телевизијата и овој ден, иако пред тоа неколку недели сигналот на телевизијата беше дистрибуиран преку кабелските оператори, една година пред тоа нашата екипа работеше на реализација на програмската шема и подготовка на програмската шема, која емитуваме до ден денеска, сепак денешниот ден, 1 април, се смета за официјален ден кога започна со работа Телевизија Плюс. Почнавме на 1 април со многу насмевки, дел од тие насмевки се присутни и ден денеска на нашите лица, се трудиме да работиме според новинарските стандарди и секако да ги информираме нашите сограѓани што побргу, но сепак најважно ни е да бидеме непристрасни и професионални во тој дел кога ги дистрибуираме информациите до нашите гледачи. Од тогаш наваму поминавме низ многу тешкоти, да не кажам една вистинска голгота, бидејќи во меѓувреме се случија некои лоши законски решенија за кои јас многу пати досега имам говорено, поради што најголем дел од локалните и регионалните медиуми, не само телевизии, туку и радија, се најдоа во незавидна положба. Исто така, со напливот на и појавата на медиумите на интернетот, каде што знаеме дека нема законски решенија, некако нашата бранша се најде во незавидна ситуација и да не кажам, можеби ќе звучи прегрубо, но имам чувство дека локалните медиуми се во фаза на изумирање, за жал, во нашата држава. Како што реков, лоши законски решенија, немање на можност да можеме да го направиме она кое што сме го зацртале, бидејќи во меѓувреме се случија и многу кризни ситуации, како што реков, некои решенија кои оневозможија да можеме да наплатиме за она што вистински го работиме, па потоа дојде ковид кризата, па војната, што се уште е актуелна, и на крај енергетската криза, што резултираше со намалување на рекламите, а знаеме сите дека медиумите живеат единствено само од емитување на рекламните пораки. Неколку пати упатуваме апел, не само јас, туку сите што се или вработени или менаџери на локалните медиуми до фирмите во нашиот град да ја препознаат Телевизија Плюс како свој партнер, бидејќи, кој што реков, ние обстануваме и екзистираме единствено преку емитување нарачка на рекламни пораки, да не препознаат како партнер, бидејќи на тој начин сигурно ќе помогнат Телевизија Плюс да опстане и да продолжи со својата мисија, да продолжи да ја врши функцијата во градот за која што е нели отворена самата телевизија. Нашите продукциски изданија се емитуваат и на национални и регионални телевизии. На сите веќе добро ви се познати емисиите Нема љутиш, Став, Компаратив, За Куманово и многуте содржини, грижливо одберени за кумановци. Секоја вечер од 18 и подоцна од 22 часот се емитува нашиот дневник, во кој се застапени теми од различни дејности. Во живо на нашата телевизија се емитуваат и седниците на Советот на општина Куманово. Значење на ТВ Плюс е огромно прво за нас како советници, затоа што живо се пренесуваат седниците, па медиумски сме покриени, ги пренесувате нашите ставови. Гледате да постигнете се што се случува во Куманово, активни сте на теренот и навистина јас сум презадоволна од вашето функционирање. Апелирам поголемо учество од страна на Советот, да доаѓат во вашите емисии, во контактните програми, да се појавуваат на настани како што се овие, кога нешто ќе се изгласа од Советот, од страна на Советот, кога нешто ќе се гледа, ќе е видливо, да излезат и слободно да кажат во чиј интерес е тоа, што е направено од страна на советниците, затоа што, верувајте ми, да бидеш советник во Совет на општина Куманово не е мала работа и е многу исцрпувачка работа.
За многу луѓето ги гледаат седниците, меѓутоа пред седниците има и комисии, за многу работи се дискутира, за многу работи се убедуваме меѓу себе дали треба, дали не треба, кои се бенефитите за нашето население. Тешка, напорна работа и одговорна пред се. Затоа постоењето на ТВ+, на вашиот настав, за мене е нешто навистина на ниво на град, нешто од непреценлива вредност. Значи само продолжите активни да бидете. Веруваме дека со посветеноста и професионалноста за овој период изградивме мост на доверба и соработка со граѓаните. Отворени сме за соработка и со сите политички партии, организации, здруженија, етникуми. Иако сме локален медиум, постојано добиваме информации дека преку онлайн сигналот не следи и регионот, државата, но и целиот свет. Не можеме а да не изразиме благодарност до нашите соработници, деловни пријатели и пред се до вас, верните гледачи. Продолжете да не следите и да ни верувате. Ние остануваме посветени во работењето и отворени за соработка, предлози и идеи за обработка на теми во ваш интерес. Ваша телевизија плюс.